Ви благодарам денеска за вашето присуство. Ние сакаме преку вас до граѓаните да соопштиме една многу важна вест. Таа е поврзана со она што го слушнавме од министерот за надворешни работи, Тимчо Муцунски, дека постои, цитирам, таен договор за започнување на преговори со Европската унија. Денеска оваа пресконференција посветена токму на тоа, односно да го разоткриеме како опозиција тој план. Почитувани граѓани, се подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да ни ги продадат. Се сеќавате, се започна со некакво одложено действие, па потоа со специјални услови, па потоа дека ќе имаме за нас некакви посебни договори и така натаму. Па најновото што го слушнавме од Мицкоски дека ќе сме влегле во Европската унија, ама без право на глас. Сето тоа падна во вода и веќе нема простор за нови импровизации. Единственото нешто што сега го прави човекот кој што седи позади мене и сите околу него е како оваа лага која што им ја продадоа на гласачите да ја представат како победа, како да покажат дека тоа не е лага. Се обидува да направат стратегија како да го прикажат како победа она што до вчера за нив беше лага и велепредавство. Из целата таа стратегија тоа што денеска се случува во овие простори. Затоа што како поинаку ќе се објасни дека СДСМ бил во право? Како ќе се објасни дека токму врз тие лаги дојдоа на власт? Ова сакам да ви го објаснам со тоа што сите заедно и како политичари, и како новинари, и како граѓани се зачудивме за наглиот пресврт во политиката и дипломатијата на Тимчо Муцунски. Се започна со тоа кога самиот призна дека ние не сме северномакедонци, како што они тврдеа кога беа во опозиција, дека ние не зборуваме северномакедонски јазик, како што они тврдеа кога беа во опозиција, туку напротив, дека денеска сме македонци и дека зборуваме македонски јазик. Тоа не беше доволно за да се подготви теренот. Уште подлабоко дојда неговите уверувања дека, замислете, протоколот не е дел од преговарачката рамка. Нешто што беше основа клуч за напад врз тогашната власт, денешната опозиција, врз СДСМ, нешто врз тоа ги добија изборите. Претходно, претседателката на државата веќе призна дека јазикот, културата, националниот идентитет се заштитени, ја цитирам, токму со Преспанскиот договор. Потоа го имате Тимчо Муцунски, повторно се изјави и возвишување на НАТО дека е најдоброто нешто што ни се случило, дека гарантира безбедност за граѓаните. Затоа сакаме да одржиме оваа пресконференција за да им објасниме на граѓаните што сега се случува и каква стратегија подготвува владата на Мицкоски. Предстојуваат денови кога граѓаните, особено оние кои што ја дадоа поддршката на ВМРО, ќе им стане јасно дека тоа беше партијата која што во основа на лаги дојде на власт и која што се уште со лаги владе. Доаѓа време кога ќе стане јасно дека СДСМ ја зборуваше вистината, дека СДСМ превзеде обврски, гласаше одлуки кои што беа за добробит на граѓаните. Тешки, меѓутоа за да добиеме просперитет на Индина и да ги зачуваме младите во нашата држава. Доаѓа период кога ќе сведочиме за една победа на политиките и визионерството на СДСМ, но и пораз на политиките и на лагите на ВМРО.